Во денешното вклучување на лице место ќе ставиме акцент на денешниот ден, односно светскиот ден на меланомот. Станува збор за сериозен тип на рак на кожа, а именно овој ден за цел има да ја подигне самата информираност кај јавноста околу овој тип на рак, но и воедно да ја зголеми свесноста за редовно одење редовно на дерматолошки прегледи. Ово утро заедно со нас е мој денешен гостин, доктор Андреј Петров, кој повеќе ќе ни открие детали во однос на оваа тема. Да му посакаме добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Мило ми е што сте овде заедно со нас да поразговараме на една важна тема. Напомена во самата најава дека станува збор за сериозен тип на рак на кожа, но може ли подетално да слушнеме од вас што поточно представува меланом? Меланомот е опасна болест. Се смета дека тоа е најопасниот кожен рак. По новите евиденции, еден од 5 најчести со кои се соочуваат луѓето воопшто, генерално во популацијата. Најчеста причина за смрт од кожни болести е меланомот. Меланомот е болест која со модерното време, особено со изложувањето на сонце, инциденцата се смета дека расте, бидејќи сонцето е еден од главните ризик фактори. Некаде помеѓу 60 и 70 на 100.000 луѓе се смета дека можат да заболат од меланом. Највисоки се бројките во Австралија. Меѓутоа и ние не сме далеко од тие бројки, иако прецизна евиденција не можам да кажам. Сепак и Македонија е земја поради местоположбата, поради географијата, поради сонцето, кое се често пати луѓето имаат проблем со оваа болест и доаѓаат кај нас. Велите изложеноста на сонце е најголемиот ризик фактор. Кои се оние други ризик фактори кои доведуваат до ова? Дали можеби солариумот игра улога? Апсолутно. Солариумот, јас сум еден од најголемите противници, пациентите кои ќе дојдат кај мене, тоа е работа која често пати ми ја зборувам дека ризикот од солариум е многократно поголем отколку ризикот од изложување на обично сонце. Бидејќи штетноста на ултравиолетовите зраци во солариумот е многу поголема отколку на сонце. Има земји, да речеме, ќе земеме пример Америка, каде што во огромен број од федералните држави забрането е воопшто да имате солариум. Не е дозволено такво нешто. Во другите кај што е дозволено, тоа е дозволено со ригорозни услови. Меѓутоа не е само солариумот. Речеме, луѓето со голем број бемки, така наречениот синдром на повеќе бемки, повеќе од 100, да речеме, се смета дека имаат поголем ризик отколку другите. Луѓето со фамилиарна историја кои имаат за бемки. Значи, има повеќе фактори кои можат да сугерираат дека некој има поголем ризик од другите. Луѓето кои се често изложени на сонце, градежни работници, луѓе што работат на поле, ние сме земјоделска земја, сите тие имаат поголем ризик од рак на кожа генерално, а и на меланом. Колку редовно треба да се оди на преглед кај дерматолог, при тоа и да не забележиме никаква промена, но доколку забележиме, односно какви промени исто така можеме да забележиме од изложеноста на сонце, од солариумот, нели во крајен случај меланомот, но некои првични симптоми? Колку често? Она што е светски и европски протокол, тоа е еднаш годишно. Значи, минимум еднаш годишно треба да се дојде на преглед и да се направи така наречена дермоскопија. Што е дермоскопија? Тоа не е некое зрачење, не е ехо. Значи, тоа е зголемување оптичко со од 20 до 100 до 200 пати. Кај нас ние тоа зголемување до 100 може да оди со нашата техника, обично во помалите амбуланти до 20 до 30, но генерално со тоа се проверуваат бемките и се гледа секој отстапување на некоја пигментна промена во однос на претходната состојба. Заради тоа имаме можност ние за дигитално мапирање. Значи, ставате во систем промената и потоа кога ќе дојдете после месец дена можеме исто да ја провериме. И има безболен преглед? Тоа е безболен преглед и има едно правило за само преглед. Тоа сакам да им го кажам на вашите гледачи. Тоа е така нареченото ABCD или ABCDE правило, тоа се акроними од англиски зборови, што значат секоја промена на асиметрија, значи на промената, на пигментна промена. Границите, borders, C color или боја, значи секоја промена на бојата, секоја промена на диаметерот или елевација на промената покажува дека кога ќе ја забележите, а тоа можете да го видите бидејќи кожата се гледа со голо око, не ви е потребна гастроскопија да ја видите, можете и индицирано е веднаш да дојдете на дерматолог да се направи оној следен чекор за кој зборувавме, а тоа е дермоскопија. Доколку дојде до појава на овој вид на рак меланомот, како оди самиот процес на лекување?
Процесот на лекување и ден денес број еден е хируршката ексцизија, значи да се отстрани туморот во здраво со еден заштитен рап од некаде 1 до 2 см, зависно од стадиумот на болеста. Меѓутоа исто така може некојаш да се отстранат и лимфните јазли, првиот дренажен регион на таа промена, и се разбират други типови на терапија кои се зависни од стадиумот на болеста. Во денешно време, она што беше незамисливо пред 20 години, кај што 5 годишното преживување во третиот стадиум и четвртиот на метастатска болест, да речеме, беше некаде минорен, символичен неколку проценти, денес тој се искачува до 50%, што значи дека новата имунолошка терапија која е достапна во светот, значајно го има подобрено преживувањето и кај луѓето кои имаат метастатска болест. Тоа е работа со која се бават онколозите, не ја третираме ние дерматолозите. Но во првите стадиуми, ако се јави пациентот во првиот стадиум или уште подобро во нултиот стадиум, преживувањето е 100%. Значи нема да има никакви последици. Попова да се напоменати овие информации, пред самиот крај со оглед на тоа дека не доаѓа летниот период и многу од нашите сограѓани верувам дека често ќе бидат изложени на сонце, па и во летните одмори исто така, што им препорачувате, како да се заштитат? Секогаш го советувам истото, дури се трудам да им кажем една дополнителна причина за да се заштитат и од рак на кожа, и за да го спречат и старењето на својата кожа. Главниот магичен лек се вика заштитен фактор за сонце. Кремови со заштитен фактор за сонце, кој на нашето поднебје би требало да биде 50+. Значи, 50 е фактор кој гарантира дека 97% од ултравиолетовите зраци на вашата кожа ќе бидат блокирани, а вие нема да бидете бели. Повторно, тој мал процент што ќе продре ќе овозможи да човекот потемни, господјата или господинот, и да сепак тој социјален аспект на кој сме навикнале и синонимот дека тенот е здравје, да на некој начин го одржиме, а да бидеме заштитени, и затоа штитете се повеќе пати во текот на денот, задолжително, значи особено оние што спортуваат и одат на отворено, на сите отворени делови на телото. Ако ќе сте на одмор, се разбира, целото тело треба да биде заштитено. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можност да ставиме акцент на оваа тема. Ви благодарам и на вас на поканата. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека со внимание на слушавте. Тоа беше доктор Андреј Петров. Говоревме по повод денешниот светски ден на меланомот. Инаку претходно спроведовме анкета на терен, каде што ги прашавме нашите сограѓани дали користат заштитен фактор кога се изложени на сонце и колку сметаат дека ние македонците како нација сме свесни за појавата на ваков тип на рак на кожа и воедно за редовната посета на дерматолог, односно сите тие редовни проверки. Во продолжение можеме да слушнеме спроведената анкета. Дали користите заштитен фактор кога сте изложени на сонце? Па не користи. А и сонце не обожавам. За подценка се повеќе. Па, многу ретко користам, иначе сум алергичен на сонце. Па, ретко. Многу ретко, само на плажа. Па да. Да? А одите често на дерматолошки прегледи, се грижите за вашата кожа? На годината еднаш, да. Слабо одам на сонце, ама кога одам? Па добро, претежно во летниот период сме често изложени на сонце, затоа прашам. Стара многу нешата. Не, Не? Не. А одите на дерматолошки прегледи? воопшто не, зашто на природата остава. И на имунитетот. Колку сметате дека како нација сме свесни за ракот на кожа? И колку често македонците сметате дека одат на тие дерматолошки прегледи? Мислам дека во пракса македонците многу ретко одат на дерматолошки преглед, а и јас себе по себе си знам да кажам дека дали еднаш годишно идам на преглед, а сум алергичен и не треба да бидам изложен на сончеви зраци. Свести веќе недосвести, не само на кожа и на све. Тоа читаме, бар гледаме. Ама, да ви кажам, и од многу мислење, маца и до мозокот е, ако многу мислиш и ќе го фатиш, вака што дојде тоа. Тоа сигурно и треба да се прави. Али кога ќе запознаеш некои симптоми или нешто друго, најчесто, и малечки да се, лекар може да каже поарно. Помалку застапеност, информираност врз населението наше од страна на дерматолозите, колку е вистина штетно влијанието врз секој еден човек, секојдневниот живот, значи што е
Секој ден човек изложен на сонце, на ветер, на дожд, на снег и така на така. Односно на сите влијанија метеоролошки што се гледа. Младите се, како што гледам дома што ми се свесни. Ние постарите пројдовме више готово.